Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерашната емисија ќе биде составена од два сегменти. Ексклузивно интервју со поранешниот голем шеф на КОС, генералот Иван Мишковиќ Брк, и сите контраверзии поврзани со она што денес е актуелно во Република Македонија, како ќе биде создадена и дали ќе биде формирана идната македонска влада. Вие бевте човек од најголема доверба на Јосип Броз Тито. Па кажу да јесам. И био сам едно одржено вриеме njegov специјални саветник. Први, едини и последни. Значи, ни пред вас, ни после вас немал специјал? Први, едини и последни. За безбедност? За безбедност. Значи, званична моја funkcija bila je specijalni savjetnik predsjednika Republike i vrhovnog komandanta oružanih snaga Josipa Broza Tita. Od koga do koga ste vие специјален советник на маршалот Јосип Броз Тито? Од која до која година? 1971. do 1973. Значи 2 години. 2 години, непуне 2 години. Од 63-та до 71 година вие сте шеф на КОС. Од 63 до 71 био сам начелник службе безбедности Југославенске народне армије. Тоа е njeno званично име. Значи КОС беше дел на вашата служба? Дио наша служба. Кога некој бил повеќе од 10 години, голем шеф и голем играч или на челното место на сите југославенски контрразузнавачки служби, тога станува збор за играчиште од голем формат. Таков играч, без било какво сомнение, е генералот Иван Мишковиќ Брк, тој големиот шеф на југославенската контрабовештајна служба или скратено КОС. И добро, кој го прави ударот врз вас? Кој е тој што е персонификација на ударот врз вас? Вие сте од 71 до 73 специјален советник, претходно 8 години на чело на КОС, односно нова служба кај ше составен дел КОС, значи вие сте некаде 12 години на најмокните, односно 10 години на најмокните безбедносни позиции во Титова Југославија. Добро, една од позиција сам ја био, док сам био начелник службе безбедности една и едно, а кад сам постав специјални саветник, од ето друго. Меѓуто 10 години. 10 години сте на тие клучни позиции. Јесте. Кој тргнал против вас? Кој е тој што го води нападот против Иван Мишковиќ? Па, она е, наиме, шта е? Tu je odigrala jednu ulogu Jovanka Broz. Та индиректно и ве спомнува во оние мемари. Ona je neprekidno, ja bih rekao, od prvoga dana, kad sam ja odbio Jovanki Broz, da nju referišem, onoga časa je bilo gotovo. Znači prvi dен? Onoga časa, od onda je ona mene držala kao neprirodan element, kao osobu, personu non grata. Znači kao neprijatelj? Jer ona je meni jednom prilikom, posle referisanja Josipu Brozu Titu na Vangi, rekla da će da prošeta samo sa mnom i u šetnji jednoj rekla mi sljedeće. Druže, ne znate vi da ja to sve radim.
ne znate vi da ja sve to držim u rukama. Rekao druga, a ja sam osjetio u kom pravcu ona ide. I rekao sam joj, drugarice Jovanka, ja znam da vama nije lako. Vi ste žena Josipa Broza Tita. I očito on ima jako mnogo tih veza i treba sve to držati. Ne, ja sve vodim i politiku. Rekao, drugarice Jovanka, ja sam specijalni savjetnik Josipa Broza. On će vama to reći, što bude htio da vam kaže. Nemojte od mene to tražiti. Ja vam to ne mogu dati. Ja vam to nemam pravo dati. Zapjelila ju se usta i ona je samo rekla, ma tako, druže, rekao, tako, drugarice Jovanke. Ja sam drugo jutro odmah otišao drugu Titu i rekao, druže predsjedniče, imao sam s vašom suprugom takav i takav razgovor. Rekao sam joj, odgovorio sam joj sljedeće, to i to, da ne dolazi u obzir da refešem. I Tito je meni dao za pravo. Tito je rekao, pravilno se postupili, nemo na pravo i tako dalje. Ali ja sam znao i rekao sam, druže predsjedniče, ja bih vas molio da vi mene od današnjeg dana razrežite dužnosti vašeg specijalnog savjetnika. Ne. Nakon 8 mjeseci ja sam otišao. Znači, posle 8 mjeseci od toj razgovor završujete kako specijalni? Da, tu je sad bilo niz njenih insinuacija i tako. Formirana je tada komisija, jedna komisija koja je trebala ispitati njene optužbe, da li ja slušam, da je ovo, da ono. Niz insinuacija koje nisu imali nikakvog osnova. Bo što je problem od Duji? U ovoj moment Duji kako partija je premnogo slaba da bite bitan igrač u bilo koja vladina koalicija. Od druga strana se toliko slabi и се плашат од нови избори на македонската политичка сцена. По што е суштината? Две партии во моментот во Македонија посакуваат да има избори или нови предвремени парламентарни избори. Тоа е ВМРО-ДПМН и тоа е партијата БЕСА. Од друга страна постојат две партии кои никако не сакаат да има нови избори во една сегашна актуелна политичка констелација на односите. Тоа е ДУИ и СДСМ. Коалицијата помеѓу ВМРО-ДПМН и ДУИ е природна коалиција. Коалицијата помеѓу БЕСА и СДСМ е природна коалиција. Меѓутоа имат неприродни односи. Еден од двата партнери не сака да оде на избори, другиот сака да оде на избори. И во сегашната политичка ситуација се случуваат два процеси. Едниот процес дека ДУИ почнува да се раздробува внатре или да биде применет истиот модел кој што беше применет 2013 година за рушење на СДСМ и на Бранко Цренковски, кога се правеше на некој начин внатрешен пуч со помош на подпредседателите. Тогаш беше Зоран Заев и Радмила Шекеринска, сега е трилинг од подпредседатели во рамки на ДУИ. Пред 2 години во емисијата во Центар Драгиша Милетич потврди дека во 2013 година Зоран Заев барал од него да биде на листата на Српска радикална странка и преку таа листа да оди на евентуално на локалните избори во Струмица, ако не беше скршен отпорот на Бранко Црвенковски. Да не ви праќал пред ланските локални избори вас Заев некои пораки? Па господин Заев, ајде да се изразиме спорски, не само господин Заев, него и господин Циц беше статива и тие да се кандидират испред Српска напредна странка за пратеници за место за градоначелници на локални избори и затоа сега не е фер да глумат дека тие остана чврсто на став, не идеме на избори. Нешто слично сега се случува внатре во структурата на ДУИ, кога тројката подпредседателите Ута Арифи, Невзат Бејта и Изет Меджити, всушност бранејќи ги своите позиции, сака да ја срушат политиката на Али Ахмети и неговата намера да коалицира со ВМРО-ДПМН. Значи тоа што се случувало со СДСМ пред 3 години, сега се рефлектира внатре во структурата на ДУИ. Што може да прави ВМРО-ДПМН? Една единствена работа со помош на одредени структури на македонската полиција, на македонските данъчни органи и на одредени контраразузнавачки структури
избори, да проба да искини мрежата на финансирање на БЕСА, евентуално со пари од Саудиска Арабија и од Катар. Тоа можеби сега ќе се прави. Што е суштината на тој процес? Суштината на тој процес е да се прекине дотокот на пари на партијата БЕСА, која има еден самоодржувачки модел на политичко и економско финансирање и функционирање, и на тој начин во кондиција да се врати партијата ДУИ, и во таква кондиција ДУИ да ги дочека следните предвремени парламентарни избори. Калирија Миресис, тоа е таа организација која е држала тај дом за сироци на Превалцу. Јас сам ја нашao на македонском е Класија на добрината. Нашao sam je u jednom delu Skoplja. Tamo je registrovana u jednoj kući, tamo deluje nekoliko tih islamskih humanitarnih organizacija lokalnog karaktera, deluju i na Kosovu, deluju i u Makedoniji. Меѓутоа, јас точно се сеќавам дека имаше негови конекции и према Катар, и према Саудиска Арабија, и према центри кои што се поврзани со финансирање на радикални структури во исламска верска заедница, неговите контакти со апсолутно. Се ми се чини дека Али Ахмет и Никола Груевски имаат еден таков премолчан политички договор. Никола Груевски да му помогне на Али Ахмети со тоа што ќе елиминира или ќе ослаби БЕСА на македонската политичка сцена. На тој начин Али Ахмети би можел да истрча на следните предвремени парламентарни избори. Што би добил Али Ахмети? Сигурна победа на парламентарните избори и пролонгирање на локалните избори, бидејќи ако има парламентарни предвремени избори некаде во текот на пролет оваа година, тоа значи дека предвремени локални избори би имало некаде на есен, бидејќи мора да постои временски геп или временска рамка или временско растојање од најмалку 6 месеци од денот на одржување на предвремени парламентарни избори до денот на одржување на редовни локални избори. И тоа е, мислам, суштината на политичката драма која сега се случува во Република Македонија. Али Ахмети по ниедна цена не би сакал да коалицира со СДСМ, бидејќи ако Али Ахмети коалицира со СДСМ ќе биде малиот коалиционен партнер и ќе биде прегазен и од СДСМ и од БЕСА, и на тој начин партијата ДУИ ќе згасне на македонската политичка сцена. Од друга страна, ако не подготвен коалицира и прави влада со ВМРО-ДПМН, ќе ги изгуби следните парламентарни избори. Токму затоа всушност не била формирана владата помеѓу ВМРО-ДПМН и ДУИ минатата недела, бидејќи и во штабот на ВМРО-ДПМН и во штабот на ДУИ во Мала Речица се отварало шампанско, талаче, афери славел, бидејќи требало да биде идниот председател на Македонското собрание, а мандаторот од редовите на ВМРО-ДПМН веројатно требало да биде министерот за финансии господинот Миновски. Прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете ги рекламите и продолжуваме со вториот дел на нашата вечерашна емисија. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Колдмакс. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Кардиопирин, гастрорезистентни таблети, се употребуваат за превенција од миокарден инфаркт, васкуларна тромбоза и од мозочен удар. Таблетите Кардиопирин ја намалуваат појавата на несакани гастроинтестинални дејства. Кардиопирин, чувар на вашето срце. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Така голем играч, како што беше генералот Иван Мишковиќ Брк, големиот шеф на КОС, можел да биде рушен само од големи играчи или поголеми играчи од него. Во тогашна СФР Југославија постоеле само два поголеми играчи од генералот Мишковиќ. Тоа бил Јосип Броз Тито и тоа било Јованка Броз. Всушност Јованка Броз ја прекратила кариерата или го испратила во политичка пензија генералот Иван Мишковиќ Брк. Добро, беше ли Тито свесен за проблемите? Тито е био потпуно свесен свих проблема. Potpuno spreman. Vi ćete se začuditi kad ja vam budem sad rekao sljedeće.
Tito je nejedanput meni rekao, sve će to k vragu ići kad ja umrem. Tito je nastojao da kroz političke dogovaranje, kroz svoj autoritet to drži i držao je do smrti. Onoga časa kad je njega sa političke scene nestalo, onoga časa nestao je i politički autoritet koji je snagom svoje ličnosti držao u rukama celokupnu političku, slobodno možemo reći, situaciju. Jer su ga tada još uvijek morali svi slušati i svi su ga slušali. Имаше ли контрола целосна Тито на ситуацијата? Па јесте. Од што најмногу се плашеше Тито? Молим. Од чега се највише боја од Тито? Кои причини, кои опасности најмногу... Национализам. Национализам je bio предмет број 1. На сите ваши реферирања? Да. Добро, во тие ваши безбедносни проценки, од каде очекувавте побрзо напад? Од каде повеќе имаше шанси да има напад на СФР Југославија? Пајте о чему. Mi smo bili svjesni, mi smo znali da ni istok ni zapad želi da nas treba istok i zapad. Дека сме им потребни. Da smo im potrebni takvi kakvi jesmo. Da smo im potrebni kao jezičac na vazi između zemalja članica Varšavskog ugovora na jednoj strani i NATO pakta na drugoj strani. Mi smo bili tu jedan što kaže, nevojni klin između ta dva vojna bloka. Most, jest. I zbog toga smo mi držali oružane snage, onako brojne, onako jake i operativne. Има многу шпекулации за улогата на Еванка Брос. Била поврзана со генерали, подготвувала генералски пуч во Титова Југославија, била поврзана со руски служби, со КГБ, работела за руски официри преку Стево Крајачич и така натаму, која носи на Белиот двор да биде најблиска соработничка на Тито, подоцна и сопруга на маршалот Јосип Брос Тито. Има ли нешто точно во тие приказни? Јованка Брос je bila mlada žena koja se udala za starijeg čovjeka. To je činjenica. Odrekla se majčinstva. Uklopila se u Titov život. Skromno se ponašala do jednog određenog vremena, dok je Tito bio u stanju i moći da je na neki način drži pod kontrolom. Kako su godine prolazile, tako je ona pomalo uzimala sve više, jer ona se poistovjećivala sa Josipom Brozom Titom. Ona je smatrala jedno vrijeme da će ona biti ta koja će njegovo djelo da produži. Дека ќе го наследи. Da nasledi. I njenoj su se glavi rodile koje kakve misli. No, međutim, ja lično mislim da ona nije bila nikakav agent, nego da je bila žena koja se našla u klimakteriju i u tim godinama jednog šoka fiziološkog dešavale se i ove stvari koje su na političkom planu izazvale
gotovo krizu u jugoslavenskom društvu. Дури и Централниот комитет, и Извршниот комитет. Ona je žela da bude član CK, Tito je to sprečio. Ona je žela ona je čak i meni rekla, ja to sve vodim, druže, ne znate vi, ja to sve vodim. A ja lepo, fino, pa da, drugarice, znam da, ja sam htio da odvratim od toga. Ali... Она, значи, се сметаше дека е Тито се уште жив. Да. Тоа е незината позиција. Јасно. Он уствари не сакаше да го елиминира Тито, туку Тито беше неопходен да она може да биде власт. Да буде. И јасна ствар да е она онда измишла какve stvari, da je onda, recimo, da se nju sluša, da se... Ma šta se... Nije tačno, nikad nije slušana. Не е слушана? Не, nije. Постојат најмалку 2 настани или 2 големи дати кои може да се означат како почеток на македонската политичка криза. Во албанскиот дел тоа се сигурно големите протести 2012 година поврзани со Монструм. Ким Мехмети, кој се смета како еден од идеолозите на партијата Беса, тогаш каже дека може да се очекува формирање на нов политички субјект кој во догледна иднина може на избори да ја порезе партијата ДУИ. Зашто се протестира? Македонците велат какви се тие барања за човекови права кога протестите се со пароли Голема Албанија и УЧК, од друга страна албанците велат ние протестираме бидејќи нас не го навредија исламот. Знаете, вие кога губите доверба во институциите, кога губите доверба и во вашите представници, како што се случува сега, мора да откриете некоја нова адреса. Јас не зборувам сега дали е таа вистинската, дали е таа правата, но знам едно, дека во трагањето на тие адреси ќе се пронајде вистинската. Како што знаете, јас синоќа на мојот Facebook профил јавно повикав на ова акција. Гледате, почитувани гледачи, колку долго се работело на одредени процеси, настани и случувања кои својот ефект или својот окрещен го имало на изборите на 11 декември 2016 година. Посебно стана збор за овие протести поврзани со Монструм. За тие протести стои британските разузнавачки служби. Во минатата емисија, представникот на албанската диаспора во Република Македонија, господинот Муса Ламалари, го демантираше фактот или мојата теза дека британските разузнавачки служби стоеле за тие големи протести. Британските служби учествувале во овие протести Монструм? Не, апсолутно не. Ги организирали? Не. Ви реколи да се појавите? Не, апсолутно не. Тоа све иде преку британската структура и МИ6. Тоа е фишинг операцијата направена. Да, се смешкате. Не гледам, се смешкате филмови. Да, филмо се смешкате. Ова добро приказна. За некој трилер. Ние гледаме и читаме книги на бивши британски агенти. Британската влада секогаш била пријателска настроена кон Република Македонија. И во 2001-та британската влада беше настроена пријателски кон Република Македонија. Им помогнеше на структурите на полицијата и на војната на Република Македонија. Да, и ги носеше. Затоа што тие не можа, тоа е нешто друго. Да, и ги носеше политичките партии од Македонија албанските, со помош на британските
структури во рамки на ОПСЕ, истата ОПСЕ која сега вклучена во изборите, организација на изборите, секогаш Велика Британија, и ги носеше на средба Славија Кмети. Владата на Велика Британија била настроена пријателски кон Македонија. Тоа го знаат сите, го знаат и политичарите, и бизнисмените што работат овде и се. Меѓутоа, ние денеска ќе ги презентираме една фотографија. На таа фотографија може да го видите Тала Џафери или човекот кој требаше да биде председател на Македонското собрание и во негова непосредна близина или веднаш до него припадник на британските специјални единици или популарната војна единица САС. Гледате, почитувани гледачи, како партијата ДУИ е жртва на тие внатрешни роварења, кои во таа партија постојат најмалку неколку години назад во историјата. 2013 година ДУИ носи својата одлука да не го поддржи Ѓорги Иванов за втор председателски мандат. Таа одлука е реализирана 2014 година, кога на председателските избори ДУИ води кампањата Чао председателе. Сега велите Чао председателе, тоа важи за Ѓорги Иванов или важи за сите кои се кандидати за председател на државата? Јас не верувам дека било кој од овие кандидати во изборната трка го исполнува профилот на консензуален кандидат кој што го промовираше ДУИ. Таа одлука и таквата одлука на ДУИ се случува под силен политички притисок на Артан Груби, кој охрабрен да врши силен политички притисок за носење на таква одлука на Али Ахмети на партијата ДУИ од тогашниот американски амбасадор господинот Филип Рикер и неговата екипа во Стейт департментот, која представуваат господинот Девид Бургер и Рајан Стонер. На тој начин ДУИ и меѓународната заедница прават една крупна грешка која сега многу скапо ги чини. Доаѓањето на Ѓорги Иванов на власт и неговиот втор председателски мандат значи дека тој успева барем во 2 наврати да искини целата мрежа и целата стратегија на меѓународната заедница. Една што го прави некаде пролет оваа година и втор пат можеби сега при формирањето на македонската политичка влада. На тој начин всушност Ѓорги Иванов ја спречува таа стратегија на брза политичка транзиција, кога преку одредени протести во рок од 2 до 6 месеци се менуваат политичките гарнитури. Тоа не се случи во Република Македонија, затоа македонската политичка криза трае најмалку 2 години и затоа се сега сите овие напади кои се насочени на адреса на Ѓорги Иванов. Ајде да видиме колку обиди за атентати врз Јосип Брз Тито имаше во текот на неговата кариера како прв човек на тогашна СФР Југославија и како биле спречени тие обиди за атентат или политичка елиминација на Јосип Броз Тито. За тоа разговараме со генералот Иван Мишковиќ Брк, големиот шеф на Југославенската контрразузнавачка служба или скратено КОС. Добро, генерале, имаше ли закани за атентат врз Тито во тој период? Најаве за атентатом je bilo uvijek. Naime, ali Tito je do te mjere uživao podršku naroda da smo mi praktično na jugoslavenskom terenu svuda njega puštali. Bezbedan беше. Bezbedan беше, jeste. Nema te, a sa strane emigracije političke, onda bilo je pokušaja i koji su bili svi su pokušaji atentata na Tita bili sprečeni. Kratko. Сите. Кога речете спречени, значи елиминирани. Pa nisam rekao tako, nisam tako rekao, ali su bili na vreme signalizirani i izbjegnuti. Eto. Како беше елиминиран големиот Александар Ранковиќ или големиот шеф, министер на полицијата од тогашна Титова Југославија. Тоа беше направено на Блијанскиот пленум 1966 година. Беше формирана техничка комисија која требаше да даде платформа и да даде рамка на негова политичка екзекуција. Предпоставувате, на чело на таа техничка комисија беше големиот шеф на КОС, нашиот вечерашен соговорник, генералот Иван Мишковиќ Брк. Александар Ранковиќ. Да. Мокен човек. Да.
втор човек во Титова Југославија. Да. Кум нели на венчањето на Тито и на Јованка Брос. 1966 година е елиминиран. Да. Елиминиран политички поради прислушкување на Јосип Брос Тито. Да. Вие сте начело на таа техничка комисија која го истражува тој случај. Од 63 година сте начело на војната обавештајна служба или на КОС, како што нели пежоративно се кажува. Беше ли намерно елиминиран Ранковиќ или навистина го прислушкуваше Тито? Тито е могал бити прислушкиван. Тито е могал бити прислушкиван. Дали е Тито прислушкиван? То ја нисам утврдио. А да е могao да буде прислушкиван, а да се не зна, то е установено. Што тоа значи? То значи да е Александар Ранковиќ могao и своje резиденcije и своje kuće da direktno sluša Јосип Broz. Значи во канцеларијата, во спалната, во просториите кај што борави Јосип Броз Тито има ставено прислушни уреди? Не, него su prislušni uređaji, odnosno uređaj, kompletan uređaj da se može slušat je bio u stanu Aleksandar Ranković. I još šta. Znači sve je to pronajdeno? Prema tome, moj zaključak. Tito je mogao da bude slušan, a da ne zna da je slušan. I zato je eliminiran. I zato je, pored ostaloga, eliminiran, pored niza deformacija u UDBI koje su se dešavale, niza zloupotreba i na planu prisluškivanja, zato je eliminiran Aleksandar Ranković. Зошто албанскиот премиер Еди Рама се вклучува во политичките процеси и политичките преговори после изборите на 11 декември, посебно во делот на македонските партии од албанско етничко потекло, најмалку поради две причини. Првата, и според мене клучна причина, почитувани гледачи, и бидејќи соучеството на Еди Рама требаше во историјата да биде испратен Мајскиот договор. Тој е клучниот договор кој гарантираше стабилност на македонската политичка сцена. Според тој договор, победникот кај македонците и победникот кај албанците правеа коалициона влада. Со вклучување на Еди Рама и со тие преговори помеѓу албанските политички партии кои на крајот резултира со потпишување на таа албанска платформа, тој Мајски договор беше испратен во историјата. Сега Али Ахмети, кој беше на некој начин принуден поради присуството на Еди Рама да биде вклучен во тие преговори на албанските политички партии, со кој самиот се откаже од Мајскиот договор и ја прифати таа сеалбанска политичка платформа, сака да се наметни како одреден лидер на таа албанска политичка платформа и како компензација за немање на Мајскиот договор да избоксира формирање на македонска политичка платформа. Па затоа во своето интервју за телевизија Арто Тетово тој сугерира дека е потребен еден засилен и интензивен диалог помеѓу ВМРО ДПМН и помеѓу СДСМ. Што сака да каже Али Ахмети? Сака да каже дека ако постои албанска политичка платформа, треба да постои македонска политичка платформа и дека ако нема Мајски договор, тогаш треба да има договор помеѓу тие две платформи, на албанците и на македонците. Тоа, ќе ми извините, почитувани гледачи, не е федерација, тоа е многу повеќе од федерација. Тоа е многу блиско до конфедерација, бидејќи де факто ние немаме избори, тука имаме избори во албанскиот и избори во македонскиот дел. И на крајот победниците или партиите кои се победници во едниот или во другиот дел треба да формирате една заедничка платформа, бидејќи ако не формира заедничка платформа, не може да постои заедничка држава.
Втората битна причина за активна улога на господинот Еди Рама на македонската политичка сцена, посебно во делот на албанските партии во Република Македонија, е присуството и ангажманот на неговата втора сопруга, госпоѓата Делина Фицо, која сега делува и работи во Њујорк и те активно вклучена со своите аранжмани во македонските политички разврски. На 25 август минатата година та испрека имейл до госпоѓата Ивона Крставска, која е генерален секретар на Македонскиот национален совет. И во тој емейл тај дава зелено светло на отпочнување на програмата АЦЕ. Програмата е тешка некаде $9,7 милиони и има битна рефлексија на политичките разврски на 11 декември. Во текот на минатата недела ние неколку пати се обидовме да стапиме во контакт со госпоѓата Ивана Крставска. Успеавме да стапиме во контакт, неколку пати убедувавме да даде интервју за емисијата во Центар, меѓутоа таа накрат одби да се појави во нашата емисија. Кога ќе видите списокот тамо на донатори на АДИ, ова што е невладената организација, тоа тамо нема кој не е. Да. Сорос, NDI, една амбасада. Има тамо, кога ќе видите донатори. Може би партнерски, да. Кога ќе кликнете донатори, па имате ова USAID, па имате, не знам, ваква амбасада, онаква амбасада, па и швајцарска амбасада. Сите се тие озбилни институции, Васко. Абе, сериозен систем сте вие. Имаме сериозен систем, имаме транспарентен систем, за разлика, например, од буџетот на државата, што ја и ти го полниме, он не е толку транспарентен. Тоа не е чадор, тоа е сунцобран, кој ја тендите, Скопска пивара и Прилепска пивара што ги става до кафаниве. Сега чадори, да ти кажам дали носиме, не знам, но во секој случај сите работи таму што се наведени се вистински, се со сериозни институции и се транспарентно сработени, значи тука нема никаква дилема. Всушност невладената организација на господинот Алберт Муслиу, тоа е невладената организација АДИ, заедно со Метаморфозис, заедно со Отвореното општество Сорос, со младинскиот невладин сектор кој го представа госпоѓата Ивана Крставска, се клучни 4 партнери во формирање на ЕСВЕС менеджмент институтот преку кој треба да биде реализирана ова програма или овие проектации во рамки на Република Македонија. Меѓутоа, кога ќе погледнете структурата на ЕСВЕС менеджмент институтот со седиште во Њујорк, кога ќе видите кои се нивните деловни партнери или партнерите со кои тие соработуваат, тогаш ќе ве заболи глава. Бидејќи на тој список се наоѓаат импозантни имиња. Јас ќе прочитам само некои од нив. Компанија Ди Сан Паоло, Европска комисија, Фондационе Банка де Монте де Болонија, Фондационе Банка де Монте де Луца, Фондационе Карлипо, Фондационе Каза де Размио де Болонезо и така натаму и така натаму. Гледате дека тука во најголем дел станува збор за мокни финансиски институции со потекло од Италија. И ако имаме предвид дека Италија беше посочувана како една од двете држави кај што потекнува чадорот кој беше на некој начин генератор и ја покриваше целата политичка криза во рамки на Република Македонија, тогаш може би не треба воопшто да не изненади почитувани гледачи дека толку мокни финансиски институции со потекло од Италија биле вклучени во рамки на формирањето на овој ЕСВЕС менеджмент институт со седиште во Њујорк. Од друга страна, тука на списокот на донатори и партнери на таа институција можеме да ги најдеме неизбежните Рокфелер и неизбежниот Сорос. Кога 1973 година генералот Иван Мишковиќ Брк беше сменет од таа функција на специјален советник за безбедносни прашања на маршалот Јосип Броз Тито, тоа предизвика огромни потреси на југословенската безбедносна и политичка сцена. Затоа, во своите депеши, американската амбасада го информира Вашингтон или Белата куќа и Стет департаментот и дел од тие депеши ние сега можеме да ги најдеме на Викликс. Меѓутоа, во секој случај стануваше збор за една крупна тектонска промена на политичката сцена во тогашна СФР Југославија. Бидејќи ова интервју го снимаме за македонска телевизија, Канал 5, ќе можеме ли едно-две прашања за Македонија да поставиме? Знаете, кога ги слушаме овие поранешни комунисти, тие секоја се плашеа за тие односи помеѓу Македонија и Бугарија. Да. Иако на крај нели нас не се јавија проблемите со Грција, околу името, околу односите така натаму и така натаму. Како гледаше Тито на македонското прашање? Нели имаше најразлични анализи, шпекулации, информации? Тито е Македонiji посвечивао посебну пажњу. И говорио е увijek moramo biti vrlo pažljivi i vrlo osjetljivi, jer je to nacija koja je dobila državu s nama. Jer u
prvoj Karađorđevićkoj Jugoslaviji, to je bila i Južna Srbija. Se plašiš li ti to od vrski među Makedonija i Bugarija, naprimjer? Nije. A odnosite со Грција? Вела дека Тито je žrtvoval Makedonija za dobre odnose со Grčija. Дека голем дел од Nije. Дека голем дел од овие грчки емигранти тогаш, кога е хунтата, па дури и Јоргос Папандреу и некои други, се криеле во Белград, биле гости на Тито и дека можеби тогаш е избегната или не е реализирана можноста да се реши македонското прашање. Па македонско питање било код нас решено. За односите со Грција? Док е Тито био жив. Како решено? Македонија е као република, имала сва права, као и свака друга република. И Грците го признава името Република Македонија? И Грци су признали име Република? Па да. Грци су признали име Република Македонија. И nije bilo onda problema. Problem je nastao onoga časa kada je Makedonija postala država, samostalna. Van Federacije Jugoslavije. Onoga časa kada onda su ovi Grci postavili veto pitanje i stavili veto na naziv Makedonije. Svačate? Тогаш Македонија беше независна држава веќе. Јасно. Не беше у Федерацијата. Да. Читавте ли Викиликс? Дури Викиликс објави, да речеме, сомнежи и стравување кај американците зошто сте сменет од таа позиција специјален советник на председателот. Дури Викиликс имаше такви информации. Има. Пред месец и нешто. Има. Јас знам да има. И они ништа нису знали. Ништо не знае? Ништа, они нису разумели. Јас сам сад из тих депеша видио да смо ми овако čvrsto držali i da smo mi sve znali o njima, a oni nama nisu znali ništa. Amerikancите? Pa i Amerikanci. Slobodno sam da kažem i Amerikanci. Znači ništa nema možnost? Ono vrijeme dok sam ja bio, ja govorim o vremenu kad sam ja bio specijalni savjetnik, ono vrijeme nema nikakvih informacija. Се плашеше ли Тито дека албанците може да направат големи немири и отцепување на Косово со помош на Енвер Хоџи и Албан? Јес. Бојаш. Имаше ли закани опасности? Сад? Не тада? Апсолутно. Потpuno smo bili, Tito je bio svjesan kosovske situacije, ponašanja Albanaca i separatističkih određenih tendencija koje su se javljale u albanskom korpusu. I zato je recimo 72. godine poslao tenkovsku brigadu iz Skoplja u Prištinu i nazad. Tenkovska brigada? Tenkovska brigada. Da manifestira sila? Da manifestira, da je stavi do znanja da nema od toga ništa. Кој Енвер Хоџи од Албанија помагаше, русите помагаа на Косово? Ko pomaže? I tu su i američki prsti i ruski prsti. Преку албанците? Preko Kosova su se odvijale mnoge stvari. I konačno, Amerikanci su formirali državu. Na крајот? Na kraju. Кога пред 3 години го употребив терминот соросоиден фундаменталист, тогаш почитувани гледачи не сум бил до крај свесен колку сум погодил во центар со една таква формулација. Формулација која всушност на најдобар начин ја отсликува таа неприродна симбиоза која е направена на македонската политичка сцена. На една страна одредени исламистички фундаментални структури и на друга страна структурите на Сорос. Порано ве обвинува дека сте главен фундаменталист, сега сте соросоид. Не, јас сум Рамадан и тоа сум бил и сега сум. Ожа сум по звање и након долги години сум граѓански активист во секакви иницијативи.
Значи Сорос е еден фундаменталист, вака е да речем. Не, нема такво нешто. Еве коментарот на господјата Фросина Ременски на таа моја кованица. Сорос е еден фундаменталист. Денес Рамадан е член на управниот одбор на Сорос. Колку во моментот е моќен Сорос во рамки на Република Македонија? Исклучително многу, почитувани гледачи. Бидејќи само во овој момент, преку одредени линкови, гранки или одредени организации кои се финансирани од Сорос, например Метаморфозис, Сорос структурата има закупено 96, пазите, 96 домени. Што тоа значи? Тоа значи дека тоа се адреси на кои во иднина може да бидат отворени 96 портали од типот на Плюсинфо или од типот на Либертас. Не велам Плюсинфо и Либертас, туку од типот на Плюсинфо и Либертас. Што тоа значи, почитувани гледачи? Тоа значи дека преку тие 96 домени кои Сорос преку Метаморфозис во моментот ги има откупено и ги има во своја собственост, може да биде преплавена целата таа структура на интернет или да бидат преплавени македонските социјални мрежи. После неуспехот на оние шарени револуција во рамки на Република Македонија дојде до промена на целата структура, како во невладениот сектор, така и во тие циешки разузнавачки структури кои се под контрола на Американската амбасада. Например, структурата на USAID, која всушност има формирана организацијата ОТИ. Таа работи на два проекти. Едниот проект е АЦЕ, кој предмалку го анализиравме, и вториот проект е АЕКОМ. Начело на целата таа структура се наоѓа полјакот Мајкл Станиславски. Полјакот Мајкл Станиславски има на богата разузнавачка кариера зад себе. Случајно тој бил во Казахстан, Киргизстан и во Бугарија, кои во тие три држави се случат големи улични немири, големи улични протести и промена на властите. Дури македонските власти на овој човек му издале лична карта, што може да ја видите. Таа лична карта требало да му биде со важност до 31.12.2017 година. Тој некаде во почетокот на летото, поточно јули-август, се сменет и испратена нова должност. Тоа може да се види бидејќи е направена и промена во Централниот регистар на Република Македонија, кај што се вели дека Мајкл Станиславски не е повеќе начело на АЕКОМ во рамки на Република Македонија и дека на неговото место доаѓа госпоѓата Филип Фелпс Елизабет. Таа е родена или со британско потекло, меѓутоа е граѓанин сега на Соединетите Американски држави. Ако овој доаѓа од Казахстан, Киргизстан, Бугарија, госпоѓата Филпс Фели доаѓа со потекло или со претходен аранжман во Либија. Гледате, преку Казахстан, Киргизстан, Бугарија и преку Либија се покрива Република Македонија. Господинот Станиславски во текот на своите разузнавачки активности има претрпено терористички акт или терористички напад во Афганистан. Такви структури всушност со помош на USAID и со помош на парите на Американската администрација во заминување и на парите на Сорос требале да ја променат политичката клима и политичката слика на изборите на 11 декември. Еве ги промените кои се направени во структурата на АЕКОМ, почитувани гледачи. Тоа е организација со седиште на Букурешка број 3 во Скопје, во општина Карпош. И тука адресата на господинот Мајкл Станиславски, тоа е булевар Октомвриска револуција. Тој се замино некаде почетокот на август минатата година. Негово место доаѓа госпоѓата Фелпс Фили со одлука, како што овде може да видите, со одлука на централата на АЕКОМ, која има своја адреса на улица Ерлингтон, Вирџинија 22-201 во Америка, или тоа е Авенија Стар Суит во Лос Анџелес. Така е направена целата таа промена и тоа всушност имало рефлексија на изборите на 11 декември. Од тие причини, почитувани гледачи, на почетокот на 2016 година во мојата емисија јавно го постави прашањето дали амбасадорот Бејли де факто игра улогата на лидер на македонската опозиција. Во ситуација кога опозицијата е слаба, а кога власта е моќна, што се покажува на изминатите
изборни циклуси, изминати 10 години, тогаш неминовно меѓународната заедница ја презима улогата да биде опозиција. Тогаш сушност по дефиниција е така. По дефиниција е така. Ерик Банс и Кимберли Девлин се двата експерти за маркетинг и политички кампањи кои беа донесени во рамки на Република Македонија и кои требаше да гарантират победа на опозицијата на изборите на 11 декември, по две одлагања на изборите на 26 април и на 5 јуни минатата година, на изборите на 11 декември, Соединетите Американски држави и целата меѓународна заедница не сакаа да се случи никаква грешка и требаше да дојде до победа на опозицијата на тие избори. Затоа овие два експерти беа донесени од Соединетите Американски држави, едниот од Вашингтон, другиот од Хјустон, да помагаат и да ја водат кампањата на СДСМ. За жал на меѓународната заедница, СДСМ и опозицијата не победи на тие избори. Еве како изгледа господинот Ерик Бурнс. Тој е сликан на еден од митинзите, мислам дека ова станува збор за митингот на СДСМ во Скопје, не голем митинг на СДСМ во Скопје, што покаже дека и двајцата навистина активно биле вклучени во кампањата на СДСМ за изборите на 11 декември минатата година. И што да кажеме на крај, почитувани гледачи, имавме среќа, имавме привилегија да разговараме со генералот Иван Мишковиќ Брк, или човекот кој пишуваше историјата, или човекот кој е сведок на историјата, кој последните 50 или 60 години се случуваше на просторот на поранешна СФР Југославија. Вие бевте 10 години, 8 години на чело на КОС, 2 години специјален советник, вашиот брат беше министер за внатрешни работи. Да. Синот беше секретар на владата во време на Планинц, во време на Микулич и така натаму. Значи, една фамилија која е исклучително битна за оно време на Титова Југославија, а вие сте веројатно еден од последните, да не речем и последен, жив сведок на историјата. Човек кој тет-а-тет секој ден разговарал со Тито, кој му реферирал, кој му пренесувал безбедносни информации, безбедносни анализи. Што се вели, Тито не влечел потек години наназад без да се консултира со вас или да добие информација од вас што треба да прави и каде има опасност. Да. Значи, сведок на историјата сте вие. Би смо една истарска породица. Јас сам се родио ко антифашиста. Молим вас лепо, сватите. Како антифашист? Ко антифашист. И до денес сте антифашиста. И данас антифашиста, и остаем антифашиста, и обречу као антифашиста. Колку имате? 96? 96, у 97 годину сам ушао 24. октобра 1920. Јес, 20. А вас ве прати на боледување 6 години, повеќе од 6 години, дека сте болени, вие доживевте до 97 година најмалце. Да, ето, послали су го на болење, а јас сам доживио да сам остao. Вие ги преживевте сите? Едини преживao од ближих сарника. Има многу анализи на Тито. Бил лукав, бил политички виспрен, знаел да направи политичка анализа. Во што беше моќта на маршалот Јосип Брз Тито? Имаше ли талент за политика, за геополитика? Или имаше добри информации, добри советници? Каков човек беше? Знаете šta е? Тито е знао да слуша. Знаеше да слуша? Знао да слуша. Знао да и да анализира оно што чуе. Знамо е, он е вечно убио у контакти, у комуникацијама. Тито е се потврдио као војсковоđа. Напред, као војсковоđа, као ратник. Тито е едини ратник кој рата у рову. Генерале, бевте со Тито 10 години. Еве на крај, за публиката тоа секојаш интересно. Многу жени се врзува за неговото име. Софија Лорен, вамо, онамо, Джина Лола Бриджида, сите познати светски. Да. Има ли нешто во тоа? Не, слушајте.
Ima nešto u Titu, a ne nešto sa Titom. Tito je bio šarmantan, markantan, bio je, plenio je. I na bazi toga su se rađale priče. A od tih priča ništa nije bilo. Ništa. Ništa točno. Ništa nije točno od onoga vremena, od kada je Jovanko Broz pa dalje. A ova, neli, zborac za nekoja crna tašna što stalno je nosel, kaj što krijal tajni? Ma nema. Nema ništo? Crna tašna. Ima je svoje stvari, neke lične stvari, čovjek čuva, neka čuva prikalu, neka telefon, nekad... Znači to sve nije točno? Ništa. Generale, koliko tajni ke ponesite so sebe i nikoš nema da ih kažete, nikoj nema da gi slušni? Jedan princip imam, koji sam se uvijek držao, a taj je o ličnim, o intimnim, o ljudskim problemima i slabostima neću da govorim. Dobro, ako se... Neću da govorim. A što se tiče ovih obavještajnih tajni, one se zapravo demaskiraju i otkrivaju sukcesivno. Ono što ja lično nosim vjerovatno u neke tajne sa sobom, ali ne svjesno. Nesvjesno? Nesvjesno. Nije sem, recimo, ja znam, o Titu nešto govorim. Eto. Znači ništa lično? Ništa lično za Tito nema da? Ne. Dobro, koliko je sotvorat, ako sotvorat nekoš ove arhivi na KOS, imaš li KOS silni soraботnički mreži? Ne. Po Jugoslavija, po Makedoniji? To su priče za malu djecu. To su bauci s kojim se plaše narod. To je izmišljotina nad izmišljotinom. Od onog vremena, znači kad sam ja bio načelnik, šta se kasnije dešavalo ne znam. Pa ja mislim da nema 5 Makedonaca koji su radili sa službom bezbednosti. Nema 5? Nema 5. Секој се говореше дека преку КОС се формирани службите во Романија и во Албанија, секуритата и сигурими, а дека и рушењето на Чаушеску е направено со помош на КОС и на структури на КОС. Толку беше мокна КОС како служба? Па не би ја рекao да она била мокна. Ама скромен сте вие, тоа беше една од најмокните служби во светот на своето време, знаете. Она е била чврста, организована, она je bila bez propuha, bez promaje, nije bila izbušena. I to je njena snaga. Nije bila, ni Amerikanci, ni Rusi, nisu uspjeli u službu da dođu. A kad ne možete doći do određene službe, onda je ta služba jaka. Onda je ona moćna. Onda ona izgleda strašno. I zaista strašna je. Zaista je strašna. Ali strašna u smislu plašenja onih koji treba da idu ka tebi. Сега sve mi odgovorihte indirektno. Molim? Sad ste mi indirektno sve odgovorili. Hvala puno. Bilo mi je zadovoljstvo. Odlično. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете и рекламите и подоцна ќе се вратиме да одјавиме емисијата. Ве вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард.
Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Coldmax. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, не се гледаме идната недела во истото ова време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.